Тито Белец, Тетово, Гевгелија, Куманово, Кавадарци, Костивар, Деба, Кичево, Преспа, Охрид, Струга, танца игра. Песна пее, Таква земја нема, нема друга, Македонија. Голема Богородица, храмовиве у Скопје, центар Матка, вамо, тамо, сегде, Свети Јован, ова, она, Света Петка. Пеат тие хорови, ова, она, значи, скромно, со природен глас, без појачала, голема Богородица. Истиот ден, приквечер, ечи градов од пењето на очите во џамиите на појачала. И ова не е од вчера проблем. И стварно не знам зашто тоа некој не го регулира. Шо, Господ Аллах полесно ќе чуе ако е на појачала тоа пуштено на не знам колку децибели. Не разбирам бе луѓе. Зошто не се нема осет малце на, што знам, на христијански празник голем, барем тогаш овие очиве во џамиите, исламска верска заедница, да има осет малце за таа работа. Дека треба да го испочитува празникот. Како би било сега поиманеам на Рамазан Бајрам или на не знам шо, по поиве наши ова православија да земат на појачала да пеат низ цел град. Нема тоа да го сватите како навреда, како провокација, како било што. Не велам дека ова е провокација, пошто нели од џамиите на појачала е пуштено нон-стоп. Сега не знам дали у сите, али да, го слушаме тоа. Зошто бе на појачала? Мора тоа да се регулира. Има луѓе години наназад се жалат овој на, значи се наруши јавен ред и мир. Луѓе легнал да поспие са бајле на работа, станува 6, овој џамијата на појачало се уклучува не знам у колку сати и пее. Не беше порано така колку што памтам. Кога ги воведовте појачалава? Не беше порано, излегуваше оджата на минарето, вртеше и пееше. Како да ви кажам, некои работи, значи, не можат произволно да се прават затоа што му прднало на некој, му кефнало. Од таа иста причина, што знам јас, може и од некоја друга поимане, од било која верска заедница да уклучи појачала, пушти на најгласно и цепај да и ремети све наоколу. Че не одат некои работи, мора да се воведе ред. И со таа работа која што со години се повторува. У минатото, не знам колку луѓе ми кажа, леле, вика, оджа да го запие на појачал, не се спие више, вика, стануваш, готово. Истото и вчера. Значи, мора некои работи да се луѓето да се почитуваат меѓу себе. Земе тамо, отпеј, шо обрати му се горе на Аллах или шо пееш тамо и окей, не мора за тоа да пореметиш цела населба или не знам цел град или да го правиш тоа на верски празник на другата конфесија или како се вика вера или така натаму. Ај тогаш, ако више толку ви е битно на појачало да му се обраќате на Аллах, барем кога е верски празник православен, барем тогаш обраќате му се без појачала. Да има некој ред, да има некој почитување, да има ова, да има она. За какви работи овдека човече се знае? Тука нормално треба и државата да си пресече да каже. Нема потреба од тоа. Има џами доволно у Скопјево, има оджи си пеат, си прават метани на Аллах, си зошто бре појачало човече? И му текне утера некој тапани ќе уклучи на појачало, електрична гитара, не знам шо. Уште да земе некој познат оперски пеач да пее горе, да. Некој се уште поја глас од оджата. И значи мора малце ред да се успостави у држава за многу работи. Нека на кого како ќе му текне. Стварно беше, знаеш како одмати, ја еве не сум верник. Ама стварно одмати боде очи метафорички да се изразам. Верски празник, вчера вечер баш се не знам кога е молитва во џамијеве точно, дали е кај 7, поиманем кога е 5 или 7, не знам. Леле, ечи градов, викам, ова е, стварно човек прво да помисли дека е класична провокација. Од еве друг пат тога сум поминал, знаеш, не се слушало толку или може ја не сум обратил внимание, сите се навикнал, поиманем. Ама стварно, шо не иде, не иде.
Па и да си реагира и Македонската православна црква кај институциите. И тоа е уште полошо ако се работи за провокација, што ја не верувам, не сакам да верувам у тоа. Пошто знам дека и порано тоа на појачалата ќе се уклучат пеат. Ама се баш на големиот христијански верски празник голема Богородица уклучена пеат. Барем тогаш некој да размислил таму исламска верска заедница, да чекај бе луѓе. Да, денеска ќе пееме без појачала, сепак празник е на луѓе. Не, а мора да се истера тоа така, кај, на кој тоа ќе му текне, зашо би му текнал? Зашо никој да не те испровоцира, ако може да те испровоцира? Поготоа ако се работи, нели, за Македонија, за македонци, албанци, турци, не знам, роми, поима немам ова. Не, значи, не може денот да помене ако нема конкретна провокација за било што. Нама пак ја кажам, не верувам дека е провокација, но дека секако дека треба да се регулира, тоа треба да се регулира и мора да се регулира. Не е должен некој што мора да одспие и на работа да отиде одморен, да биде на тој начин малтретиран и да се разбуди у 3 или 5 сат кога пее оџата и да после тоа да не може да склопи очи и да отиде преморен на работа. Не е тоа цивилизирано, какво е тоа општество демократско кај што на некој му го реметиш сонот со години, сонот му го реметиш. Значи му влегуваш приватно во домот со тоа појачало. Јас сум бил у овакви куќи православни према нерези, према ова, дали е поима немам. Кај што буквално како дома да ти пее. Како дома да ти пее оџава. Луѓе викам бе, како вдека, вика, остај. Тоа у Пеца Бајле кога пее. Остај, вика, ко тука пред креве да ти застанел и тука ти пее. Концерт, зошто бе у Пеца Бајле? Стварно не одат некој работи, ова мора да се регулира сериозно, со години се случува. И сега ова, рецимо, ова Тошковски што рече за ке се каснува безбедносен град, Сейф Сити и луѓе кои што одат со мобилен, кои што разговараат на мобилен. Сите одма се нафрлија како јас и шетам сега низ парк со мобилен некој да дојдеме. Значи, децидно е кажано, не е тоа за оној што ќе шета низ парк или по зона пешачка или не знам каде. Тоа е за овие што преоѓаат улици со мобилен, што се опасни по живот. И својот може да си го уништи животот на тој возачот тамо. Пошто тој ни гледа, ни слуша со мобилниот вакаш. А поготово вие со слушалици во уши што ова современава млада македонска технократија на тротинети или на точаци со тие слушалките овдека вака и застанува поред тебе, нели на пешачки, тука и ти стоиш пример црвена за он, застанува покрај тебе со точакот или со тротинетот. Човече, ти овој на слушалки музика слуша, ти можеш да почнеш да си џускаш тука до него. И да си пееш со овој песнава што му е тука, пошто толку е јака. Ја не знам уши како не му отпаѓаат. Истиот принцип кој што појачалава овој у џемиве. Зошо бе човек? Ем стајани слушалки на едно такво небезбедно средство превозно како што е електричен тротинет. Со тие слушалки да стајани музика, кој знае на колку јако е пуштена. Абе ечи тоа сите слушаме која песна ја слуша и од кој изведувач. Тука што сме околу него на пешачкиот, на островот што чекаме да преминеме улица. Па луди ли се бе тие? Ја еднаш син ми така го видов у, не знам пред колку беше на улица, одеш према тренинг или се враќаше со тоа слушалките, познавајќи ги децава колку се загубени, он тогаш имаше 14 години или 13. Тие вака се изгубени у простор и време, што слушалици и иде по улици. Каде ме му викам? Симни тоа слушал, уште еднаш викам, ако те видам со слушалки по улица, мора да им се каже така. Па сега не разбираат. Кога не разбираат, тука е полицијата. Тука се органите на редот. Ке се казнува. Нека се казнува за оваа стока, како да ви кажам. Сите во опасност ке ги овакво доведат. Исто еднаш јас кога беше скоро кај ова, кажи го бе, кај ова, кај Борис Трајковски, кај ова. Тука одам, една цура джогингува, тука иде према ке вероватно. Ја како вака, нормално колку можеш тука да возиш 30 на сат, тука за да отидеш горе да се приклучиш на булеваров, нели? 30, и овака како што трчаш овака покрај мене на 4-5 метри, одеднешка, а со слушалки уши, одеднешка реши да премине тука улица.
Абе, вака пред мене, драг, застануем. Значи, не ме ни виде дека закочив. Дека можев, дека метар фалеше да ја удрам. Ама не ме ни виде и продолжава да трча со слушалките. Значи, она не ме чуни дека закочив, ни дека беше може у опасност, ништо. И вака продолжава да трча. Ја вака застануем покрај неа, отварам псувазачки прозор од другава страна. Вака застанувам покрај неа, викам девојче, и она мене вака ми прави. Демек мисли дека нешто ќе ја прашувам како се викаш, дај телефон. Јас идам уште. Викам девојче, слушни ме, сакам нешто да ти кажам. Цура поправа, беше имаше појма, немам 27-8 години. И она тогаш вака ги трга едната слушка. Викам не ни виде дека ќе те удрев со кола, затоа што ми скрати пат. Викам тргај слушалките, викам ќе загинеш на улица, викам. И ми вика фала. И пак си ги стај. За ваква стока, Тошковски, еби матер. И одма вчера на тоа на мејер, Тошковски сега ќе не апсел, ако ова, она, ако ние со мобилен по улица, никој нема да ве казне, ќе ве апсел, да казне. Ама на ваков начин, на улица, на коловоз, на пешачки, со мобилен, вака, со тие слушалките, вака, трчање овие што джогингуваат. Абе, остај возила, се доведува себе у друга опасност. Нема да види на крајот на криштата некоја таква цура кој таа како што трчаше тогаш са бајле натака, жив човек нема, ќе дое некој од позади, ќе удри со нешто, ќе ја силуе, тука нема никој да види. Ќе ја пикне у тоа грмушките позади или по тоа мовчето или било каде. Абе, како бе такви работи, бе, никој ли не ви каже дома такви работи? Само Америка колку примери имало такви на киднапирање, насилување, си трча. Пошто тоа, многу ин. Примена технологијата у современото време, ставам Bluetooth, телефонот тука, слушалките тука, или оние не знам какви се. И ја джогингуем, прам тело. И тој, колку случаи имаше таква Америка, знаете? Десетици и десетици. И тој од позади, шлак, комбенцето тука покрај него, нема да го види. Шлап од позади, шлап у комбе, чао, ќе ја најдат после година дена. Негде под некој мост, некој грмушки. Толку немаме, значи, како да викам, треба нас да ни се десат уште 500 срања, што ќе ја возбудат цела нација, цела заедница, за ние конечно да почнеме да се освестуеме. Оти ние немаме школа, немаме примери ние за такви работи, па да рече, и чекај, ова не само ради сообраќај, него може да е опасно и ради ова, и ради ова, и ради ова, и ради ова, и ради ова. И да на тоа тротинетот, тој, како што е така, иде на тротинетов, си джуска, рангар. Може ли тој тип што вака си джуска на тротинетот, додека вози, барем 30 на саат возиш, ако не е јач? Може ли да види додека вака джускаш, можеш ли да видиш камче пред тебе, а тркалцата тука е на тротинетот? Можеш ли да видиш дупка некоја, тука дупка некоја? Па да лупнеш од дупката, па да летнеш 10 метара директно вака на глава, кој ној да се забиеш у бетонот. Можеш ли? А можеш ли исто така додека вака правиш, некој си дете кој што проаѓа пешачки, па преку таа стазата што е кобајаги за велосипеди, по кој што ретко кој вози за тротинети, така додека правиш да го звизнеш. Можеш ли? Можеш. А да не зборам тука други работи. Нема светлосна сигнализација тој тротинетот или точакот и со точаци навечер по уличкиве овдека, значи мркли мрак, значи со точак. Си оди, вака и се твојве светла, се на позиција, ти си возиш, ами стварно дори не го гледаш вамо на страна до околу, дека он уствари, можеш да не го видиш дека е велосипедист. У темница, значи ти не можеш да го видиш ако не света тој канделабар, кој е таква нека уличка. Или например на партизанска возиш кој што се вози, нели дури овие и побрзо што возат од дозволеното, тој не означен. Ако е светло, нема светлосна сигнализација. Ако е осветлена партизанска, пак у тој мрак, у тој нели, у тој амбиент можеш да не го видиш. Safe City. И мене ми звучи страшно. Како ќе се казнуе, тоа можам да замислам од почеток, тоа ќе фрчат казни. А веројатно имаат тоа правилник како ги регулираат казните од колку до колку пари за овој прекршок, за онај, кога ќе се одзема возило, кога. Управа си човек, Тошковски, управа си. Тој што вози 90 км на час повеќе од максималната дозволена брзина.
Тој треба не само возило да му одземеш доживотно, затвор треба одма да иде, без разлика ако никого не повредил при таа несовесна вожња. Абе одма у затвор. Истијата секунда му сопираш, му зимеш дозвола, листици му ставаш пред судија са бајлето и у затвор, кој што во Америка. Или општествено корисна работа, појма нема. Да чисти ѓубре, као што Скопје пуно со ѓубре, таман ќе има нов градоначалник од октомври месец, овие ваквите казни што возат несовесно, у тие службите ѓубре да чистат. Ама не 1 месец. 3 месеци. Тоа ќе му биде казната. Па утре нека седне у возило, па нека вози. А тој што има пари, тој да го казниш парично и што има у возен парк 5 скупи автомобили, тој го казниш парично да му земеш колата, он пак следниот ден ќе седне у кола и пак ќе вози. Ама ако го натраш 3 месеци да рмба, да собира ѓубре низ градов, пошто тие се нарциси, онака малце потешко ќе им падне кога ќе ги гледаат комшиите и баш ќе оставиш у населбата кај што живее, тамо да чисти ѓубре. Да го гледаат сите комшии, да биде тоа удар по неговиот нарцистички карактер. Па да видам следниот пут дали ќе седне и дали пак ќе се курчи, дали ќе вози. И па цел комшилук да го гледа како соберат ѓубре. Така се прави. За таквите. Казни, ја мислам само казни за овој народ за да се превоспита. Само казни. Ама за сите овие работи што ги зборим. И за реметење јавен ред и мир, со тоа пуштање музики на појачала од разни групи, кафани, ресторани, институцијеве као џамии, као ова, као она, до казни за фрлање ѓубре кој кај му стигне, до казни за бахато однесување во сообраќај и носење на несоодветна опрема која што ти ја пореметува концентрацијата, фокусот во сообраќајот, или за неносење опрема која што треба да те направи видлив во сообраќајот, да те прави невидлив. Може некој да те акне и да те лежи робија заради тоа, или ти некого да акнеш и ти да лежиш робија, а да зацрниш некоја друга фамилија. Или тешко да повредиш некој дете така со тротинет, да му ги скршиш двете нозе или појма немшо, или на припад од главата да се скрши, да загине тука на лице место, итн. Ситуации за срања, за трагедија имате милион. Мислам дека доста бев јасен и се надевам дека некој ќе го чуе ова и дека некој соодветно ќе реагира и дека барем ќе седне со некој од исламската верска заедница, ќе им објасни некои работи и дека за некои работи ќе се договорат, за некои работи иднина да не се повторуваат, затоа што не е оваа работа за која што зборам нешто, зашто не може исламската верска заедница да излезе у пресрет ако има добра волја. Ето, тоа е тоа.